Очигледно е дека во земјоделието лажните ветувања, нереализираните ветувања и очекувања од страна на СДСМ и Зоран Заев се присутни, напластени се многу проблеми. Сето она кое што беше во минатото ветувано како за гарантиран откуп, цена за гарантирана и слично, изгледа беа само шарени лаги и предизборни ветувања. Гледаме дека, еве од прво лице гледаме дека сето тоа е само добро кажано пред камера кога се бара мандатот од страна на овие луѓе кои што практично нивниот труд останува ненаграден, онака како што достоинствено треба да биде награден. Ако ќе дојде време да се формира влада и кога ќе треба да се сочите со тие ветувања, гледате дека практично ништо не се случува, туку напротив е полошо од тоа што било во минатото. Денеска ние имаме реален проблем во Тиквешијата, имаме од две винари ненаплатени побарувања од страна на лозарите за предаденото гројзе, и тоа е некаде во висина од 1.200.000 во вкупен износ, 600.000 евра е едната винарија, 600.000 евра е другата винарија. Ветувано им е за време на предизборието тогашниот технички министер, кој што сега практично министер во ресорот за земјоделие, но гледаме дека реалноста е сосема поинаква, воопшто ништо не се случува, напротив, повторно имаме некои нови ветувања, нови одложувања на решавање на овој проблем. Го повикуваме веднаш тоа ветување кое што го дал на лозарите за време на предизборието да го исполни и овие луѓе да си ја добијат онаа сума на средства која што имаат заслужено за предаденото гројзе во тие винари. Вториот проблем кој што исто така денеска го разговаравме, кој што е сериозен, е исплатата на обештетувањето од замрзнатите лозови насади, односно од студовите и мразовите кои што се случија пред некоја година, во вредност процентуално до онаа кој што им беше ветено, или од 80 до 100%. Исплатата е сега во вредност од 3%, што е навистина понижувачки кон овие луѓе и навистина некоректно и нечестито. Третата работа која исто така денеска дискутиравме е акцизата која планира оваа влада, повторно со нови давачки, со нови даноци да врши репресија врз граѓаните во Република Македонија. Овој пат тоа ќе го прави врз производителите на ракија во вредност од 30 денари по литро произведена ракија за домашна употреба, се разбира. Иако ние на времето исто таква една иницијатива се започна, но се одложи до времето кога Македонија ќе стане полноправна членка на Европската унија, како што впрочем и треба да биде, како што впрочем тоа го направија и државите кога станува земји членки на Европската унија. Така да веднаш бараме владата да се откаже од оваа намера да дополнително делува репресивно врз лозарите и врз оние луѓе кои што за домашна употреба ќе произведуваат ракија, односно да ја напушти желбата да се воведе оваа дополнителна акциза. Исто така беа разгледувани проблемите со наводнувањето, со водоснабдувањето за лозовите насади. Практично сето она кое што беше ветувано, гледаме дека денеска не е исполнето, ниту пак е блиску до исполнување, и ние апелираме да покрај сите овие шарени лаги во минатото, владата на СДСМ и Зоран Заев, вклучително и на оној министер кој што се труди на дневна основа да му се допадне на неговиот предпоставен премиер Зоран Заев, да почне покрај тоа што ветува, сега и да ги исполнува тие ветувања пред овие луѓе, бидејќи навистина станува збор за луѓе кои што макотрпно работат и ја заслужуваат наградата за онаа скромна награда за својата макотрпна работа. Дали ќе го поддржите штрајкот кој го најавија доколку се случи? Се разбира дека ВМРО-ДПМН е тука, ВМРО-ДПМН е во поддршка на лозарите, ВМРО-ДПМН е поддршка на граѓаните на Република Македонија. Сето она кое што во минатото беше ветувано, а сега гледаме дека ова влада нити има намера, нити желба да го исполни, туку тоа беше нашарена лага да се догребаме до власт. ВМРО-ДПМН ќе го поддржува, но истовремено и покрај поддршката имаме ние тим на луѓе кои што ќе гарантира и сериозни решенија за ваквите напластени проблеми. И токму тоа е една од причините за кои ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија бара да се случат конечно тие предвремени парламентарни избори, за што побрзо да дојде крај на овие неисполнети ветувања и да почнеме да ги решаваме напластените проблеми на граѓаните во Република Македонија, во случајот тоа е лозарите.